Ново село е општина која од секогаш барала посебен пристап и планирање. Наоѓајќи се на граничното тромеѓе помеѓу две соседни држави, отвора огромна можност за работа и напредок, но секогаш носи и голема одговорност. Низ годините наназад ја имав привилегијата да се најдам во сите нејзини населени места. Секаде каде што отидов, преку луѓето кои ги запознав и приказните кои ги слушнав, го видов онаа најдоброто што го нуди духот на низините граѓани. Во изминатиот период сме сведоци на интензивната модернизација на општините низ земјата. Јас мислам дека е време и општина Ново село да се најде на амбициозната реформска агенда која спроведува владата на Република Македонија. И сум спремен да се заложам за доследна и посветена реализација на сите ветени проекти во сите области кои се значајни за локалната самоуправа. Проектите за реконструкција на водоводните мрежи низ населените места, довршувањето на канализациите и почнување на нови во места каде што нема се проекти од примарно значење за новата општинска власт и за кои во поголем дел има во целост изготвени проекти. Време е веќе еднаш за секогаш да бидат решени основните комунални проблеми кои до ден денес ги загрижуваат нашите граѓани. Спремни сме да направиме реконструкција на водоводната мрежа во населеното место Сушица и да се заменат азбестните цевки со што граѓаните од Сушица ќе добијат здрава и чиста вода за пиење. Изградбата на фекална канализација во Ново Конјарево е само уште еден од проектите кои веќе се ставени на хартија и за кои средствата се веќе обезбедени. За прв пат, општината ќе нуди поддршка за искористување на ИПАРД фондовите и нивните финансиски средства. Дополнително ќе се обезбеди поддршка за заедничко користење на механизација на земјоделците, кои ќе бидат дел од програмите на владата на Република Македонија и ИПАРД. Време е и општина Ново село да стане дел од владиниот поход по странски инвестиции со цел да се обезбедат услови за потенцијалните инвеститори. Спремни сме да подготвиме и донесеме нов урбанистички план и да ги обезбедиме техничките и инфраструктурните услови за креирање на индустријска развојна зона Ново село 1, која ќе се наоѓа покрај магистралниот пат М6, каде ќе може да се градат преработувачки капацитети од лесната и преработувачката индустрија. Најголем акцент преку нашите проекти ќе ставиме врз младите во општина Ново село. Со цел да ја спречиме се поинтензивната миграција село-град, ќе работиме врз подобрувањето на условите и задоволувањето на сите потреби на секој млад човек. Владата на Република Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, не стои само на ветување за финансиска поддршка на општините. Сега имаме шанса нашата општина да добие повеќе средства со кои ќе управува на пофлексибилен начин и голем дел од данокот платен од граѓаните повторно се враќа директно во буџетот на локалната самоуправа за да се користи за локални проекти и потреби. Културно-забавниот живот ќе го издигнеме на едно повисоко ниво, со што не само што ќе ги задржиме нашите млади во општината, туку и ќе привлечеме и нивни врсници од соседните, па и од општините преку границата. Зелените спортски терени ќе станат препознатлив дел од скоро секое населено место. Ќе го вратиме сјајот и комплетната функционалност на спортската сала во Ново село и конечно ќе бидат ставени во служба на нашите идни спортисти. Согласно економската програма, за следните 4 години ќе се реализира проектот Поволни заеми за општините. Со него ќе се обезбедат поволни кредити за општините, наменети за подобрување на општинските услуги и услови за спроведување на дополнително финансирање со општински обврзници. Ќе се обезбедат финансиски средства за низак капитални проекти за кои граѓаните и локалната бизнис заедница имаат голема потреба. За сето она што е ветено, остварено, потрошено, нашата општина ќе полага отчет, но не само пред централната власт, туку многу поважно пред вас, граѓаните. Тоа ќе се врши на најтранспарентен начин, при што секој ќе може бесплатно да пристапи кон информациите за донесените одлуки, акти и буџети. Јас верувам во општина Ново село и низините граѓани и знам каква општина може да биде. Квалитетите во кои ние веруваме не прават единствени во можноста за спроведување на клучните проекти. Затоа оваа кампања нема да биде за мене и за ВМРО ДПМН. Таа мора да биде за нас, мора да биде за она што можеме да го направиме заедно.
можноста да биде движечка сила за нашите желби и соништа да ги претвориме во реалност. За тоа, почитувани, ќе ни биде потребно вашето време, вашата енергија и вашите совети кои ќе не охрабрат во тоа што го работиме исправно, а да ни даде до знаење каде грешиме. Ова ќе биде кампања за граѓанството и враќање на значењето на заедничките цели и активното учество на самиот избирач во донесувањето на важните одлуки. Таква општина ние посакуваме и ве повикуваме да бидете со нас во остварувањето на таа заедничка цел. Јас сум Блажо Велков, кандидат за градоначелник на општина Ново село.